Здраво, другарчиња! Јас сум учителка Оле. Многу ме недостасувате, но знаеме дека сите мора да седиме дома, а кога набргу се ќе помине, пак ќе си се дружиме и пак ќе си се гушкаме. Сега малку вака ќе се дружиме и нешто и ќе научиме. Да ве прашам сега, што гледате на сликата? Гледаме пчелки, цвекиња, да, зелена тревичка, облачиња. Значи, ова е пролет, така? А дали знаете што е ова? Дали е ова пчелка? Малку е поцрн и поголем. Тоа е бумбар, да, така е. Ајде да го погледнеме подобро бумбарот. Што му се овие на бумбарот? Крилца, така, браво! А зошто му служат крилцата? За летање, така е. А како лета бумбарот? Брзо или бавно? Да, тој може да лета и брзо и бавно. Кога лета високо, тој лета брзо, но кога лета ниско меѓу цвекињата, лета бавно, за да ужива во нивниот мирис. Сега, дечиња, ќе ви раскажам една приказна за еден бумбар. Дојде пролет. Од топлите сончеви зраци се стопи снегот. Во полето изникнаа зелена трева и разнобојни цвекиња. Дрвјата ги пуштија своите млади зелени лисја. Ете, од зимскиот сон се разбуди и бумбарот. Тој ги протри очињата и излезе од својата куќичка, ги расшири своите крилца и летна на својата прва прошетка. Бумбарот леташе, се побрзо и побрзо, а потоа почна да се спушта се побавно и побавно на земјата. Сега, дечиња, ќе слушнеме една музика. А вие исправете ги грбчињата, замижете со очињата и дишете длабоко преку носот. Деца, помислете малку, за кого се раскажува во музиката? Нели ве потсетува на летот на бумбарот? Да, дечиња, ова е бумбаров лет. Да видиме понатаму што се случило со бумбарот. Бумбарот леташе, а кога се умори, почна да лета бавно и слета на едно цвекенце да се одмори. Одморајќи се така, нешто шушна. Тој се исплаши и повторно лета многу бргу. Бумбарот леташе се побрзо и побрзо, високо се до сонцето. Таму, високо, се надиша од чистиот воздух, ги впи сончевите зраци и почна да се спушта се пониско и пониско. Како што се спушташе, леташе побавно и побавно. Бавно, летајки, направи неколку круга над убавите цвекиња и застана на едно цвеќе. Беше многу среќен. Сега пак ќе ја слушнеме музиката, а вие внимавајте како лета бумбарот, брзо или бавно.
Како леташе бумбарот, дечиња? Брзо и бавно, да, така, и брзо и бавно. А кога лета бавно? Кога слетува над цвеќето, така е, браво. И да видиме како завршува приказната. И кога сонцето беше на залез, тој, иако уморен, но радосен и среќен, полета кон својата кукичка. Тој леташе час брзо, час бавно, час високо, час ниско. Кога пристигна, се заблагодари на сонцето и цвекињата за прекрасниот ден и веднаш заспа со насмевка на лицето. Се надевам, дечиња, дека ви се допадна приказната, а исто така и музиката. Што научивме? Брзо, бавно, високо, ниско. Тоа се поими во математиката. Многу интересна математиката, нели? А музиката? Музиката дома вашите родители ќе ви ја пуштат познатата композиција Бумбаров лет од Корсаков, а вие летајте, летајте како бумбарот, со своите рачиња. А кога ќе тргнеме пак во градинка, сите заедно ќе летаме, ќе си летаме и пак ќе си се гушкаме. До гледање! Ве сакам!